Многу идеи поврзани со Великден немаат никаква врска со христијанството. Појудисаните варени јајца, зајаците како символ за Великден и многу други обичаи се само некои од примерите. Сето тоа влече корен од паганството. Треба да признаеме дека Великден од самиот почеток има многу нехристијански асоциации, но да ги оставиме бојадисаните јајца и зајаците на страна и да се фокусираме на суштината. Исус умрел и се вратил во живот, односно воскреснал, за да не спаси тебе и мене од гревот и од вечната смрт. Тоа е сршта на христијанската вера. Библијата воопшто не се обидува да го докаже Исусовото воскресение од мртвите. Исусовото воскресение во извештаите на Евангелијата е прикажано како дел од секојдневниот живот. Евангелистите кон воскресението се однесуваат како нешто сосема природно, нешто што навистина требало да се случи. Библијата не се обидува никого да уверува, ниту се обидува да докажува. Едноставно ги наведува сведочењата на очевиците. Христовото воскресение е централната порака на христијанството. Без темелна увереност во Исусовото воскресение од мртвите, останатите христијански верувања не би имале основа. Апостол Павле ги запишал следните зборови. Ако пак Христос не воскреснал, тогаш напразна е нашата проповед, празна е нашата вера. 1 Коринќаните, 15 глава, 14 стих. Неверојатната вест на апостолите, која го променила тогашниот свет, не била веста за Исусовото распетие. Римјаните во тоа време раснувале многу луѓе. Тоа не било ништо чудно. Несекојдневно било тоа што Исус, кој бил распнат, воскреснал од мртвите. Тоа е неверојатната вест што ја објавувале апостолите. Овој човек Исус, Бог во тело, кој дошол да не спаси тебе и мене, докажал дека има власт и над смртта. Без Исусовото воскресение од мртвите, христијанството би било само низа од интересни приказни и морални учења за правилно однесување, но не би можело да биде темел на верата. Апостолите биле потполно уверени дека Исус е Бог и дека ја победил смртта. Самите биле сведоци на неговата смрт и на неговото воскресение. Тоа ги исполнувало апостолите со непоколеблива вера. Таа вера била вредна за сите мачења и страдања што тие подосна ќе ги доживеат. Англискиот новинар Франк Морисон бил атеист кој одлучил да ги испита доказите за Исусовото воскресение, со цел да ја докаже неисправноста на таквото верување и да докаже дека воскресението е мит. Но во текот на истражувањето, доказите го увериле дека Исус навистина воскреснал од мртвите. На крајот од своето истражување, тој ја напишал познатата книга «Кој го помести каменот», во која го објаснува својот пат од сомнеш до вера. Какво значење има Исусовото воскресение за тебе и за мене? При воскресението на Лазар, Исус ги кажал следните зборови. Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. Запишано во Евангелието според Јован, 11 глава, 25 стих. Со други зборови, Исус сакал да каже дека секој оној што ќе го прифати него за свој спасител и Господ и да умре, неговата приказна не е завршена. Исус ќе го воскресне кога повтор пат ќе дојде. Тогаш ќе го воведе во вечен живот. Живот без грев, без страдање, без болка, без болести, без солзи, без смрт. Тоа била надежта на првите христијани. Да ги слушнеме зборовите на апостол Павле. Браќа, не сакаме да бидете во незнаење за оние кои се упокоени, за да не тажите како и другите што немаат надеж. Зашто ако веруваме дека Исус умре и воскресна,
така Бог и упокоените преку Исус ќе ги доведе со Него. Ова пак ви го велиме преку Словото Господово, дека ние живите, што ќе останеме до доаѓањето на Господ, нема да стигнеме пред упокоените, бидејќи сам Господ, по заповед, на гласот на Архангел и при труба Божја, ќе слезе од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите, а потоа ние што сме останали живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господ во воздухот и така секогаш ќе бидеме со Господ. Па затоа, утешувајте се еден со друг со овие зборови. Запишано во прво послание до Солуњаните, 4 глава, од 13 до 18 стих. Ова нека биде и твојата надеж. Надеж дека Исус и за смрт има решение. Надеж во вечен живот, но и квалитативно подобар живот. Надеж во она што од секогаш сме го посакувале, а не можеме да го имаме на оваа земја. Надеж што само Христос може да ја даде.